Добро вечер, 24 анализа, добро дојдовте. Македонија завршува политичката 2025. Ја паднали државата на колена Христијан Мицковски, како што обвинува СДСМ, или пак Венко Филипче во својата безидејност измислува скандали, како што обвинува власта. Зависи ли животот на граѓаните во државата од партискиот диоптер на Илинденска број 2 и Бихачка? И дека и СДСМ и ВМРО ДПМН секојдневно се поздравуваат условно со плукачки навредувачки соопштенија кои што во најмала рака може да се квалификуваат како чудни, во државата се случува екзодус на млади луѓе. Можат ли младите луѓе во политиката да направат рестарт на системот или пак како по обичај во историјата и по традицијата ќе бидат само климачи со глава на политиките на нивните лидери? Токму за визијата на младите луѓе кои што седат на сениорската решавачка маса во двете најголеми партии во македонскиот политички блок, вечерва разговараме и дебатираме во 24 анализа. Јас сум Душица Мрѓа, а мои вечерашни гости се Сергеј Попов, пратеник ВМРО ДПМН, член извршниот комитет, председател на УМС. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Ви благодарам што се озвавте на поканата. Агрон Демири, член на извршниот одбор на СДСМ. Добро вечер и добро дојдовте. Благодарам за поканата. Благодарам што ја прифативте. Сите велат потребни се млади луѓе во политиката. Цело време се зборува за таква стратегија како младите да станат движители, двигатели, да го рестартираат системот и така натаму. Ева во најтисните партиски раководства, како што кажа, во двете најголеми партии во македонскиот блок, млади луѓе. Попов, вие сте и пратеник. Демирија, вие втор мандат сте член на извршниот одбор. Според вашиот бекграунд, според коментарите, очекувањата на вашите сопартици, според вашите конекции, очекувате дека ќе се најдете и на следната пратеничка листа, а можеби ќе имате шанса со Попов и во собранието да ги спротивставите силите на некои избори кои што ќе следуваат кога и да бидат. Јас сакам да зборуваме за вашите визии и за оно како вие ја гледате политиката. Меѓутоа, не сакам да слушам формулации кои што се клише. Така да сакам да ги чуем вашите позиции за конкретни случувања и за конкретни ставови во државата. Она што денеска беше траорно во судницата во Идризово особено, многу вивидно сведок раскажа за пеколот кој што децата во дискотеката на Смртта Пулс во Кујчани го доживеале таа ноќ, како молеле за дрешетките да им се даде вода и воздух. Родителите по истражувањето на ИРЛ пак побараа нови анализи. Родителите на загинатите деца в сабота најавуваат им нов марш на ангелите со конкретни барања и побараа поддршка од сите граѓани, бидејќи искажа и сомнеш во делот вештачењето и во делот обвинението. Дали ќе се приклучите на нашето? Видете, најпрво еве, пошто се отвара темата Кочани, уште еднаш моето најискрено сочувство до блиските, пријателите, роднините, родителите на сите починати и повредени лица во таа случка. Јас уште првите настани и првите јавни собери кога беа за трагедијата која што се случи во Пулс, јас се појавив и јас запалив свеќа заедно со сите млади. Тој мислам дека евент беше организиран од Универзитетското студентско собрание во тој период и јас се појавив таму и мојата поддршка ја дадов. И мојата поддршка ја имаат сите оние луѓе кои што се борат за вистинска правда во случајот со Кочани. Дали ќе се појавам лично јас на протестот или нема да се појавам е помалку важно. Не е протест, марш. Да, марш. Но во секој случај треба да знаат сите оние кои што протестираат широм државата дека нивните намери да се стигне до правдата во Кочани и вистинските виновници да завршат позади решетки се и мои намери. И намери на ВМРО ДПМН, и намери и на секој еден човек кој што живее во Република Македонија. Не верувам дека има човек кој што не поддржува да се стигне до правда во Кочани. На крајот сепак апелирам
до сите политички фактори во државата да не се злоупотребува. Тоа е мојот апел како млад човек, бидејќи мислам дека е многу погубно за нас како држава, за атмосферата во државата и така натаму да се политизираат вакви трагедии. Но, повторувам, барањата на родителите за правда во Кочани се нормални барања и истите ги барам и јас. И јас барам правда за Кочани. И истата ја чекам. Да не се злоупотребува политички трагедијата во Кучани, рековте, барате од сите политички партии, дали побаравте од вашата? Да, нормално и од мојата барам, да не ја злоупотребувам. Ама не ја злоупотребувам и ние. Демире, дали бевте до сега на дел од маршивите за правда за Кучани, на ангелите, дали се појавивте во Кучани? Значи, и од мене лично вака уште еднаш сочувство за сите тие што ги губиле најблиските. Ако гледаме периодот кога се десил Кочани, ние како политичка партија бевме тие што само што следевме ситуација со Кочани и сите стана да не критикуваат дека каде е СДСМ за случајот Кочани и останавме простор за да излезе на виделина дека СДСМ не поддржува било каков настап и било какви ситуации на тоа што контекстот беше стварно ситуацијата со Кочани и болката беше пред се и јас лично како агрон ќе се појавам и ако гледаме во собранието последно кога беше со членовите на фамилиите и премиерот беше тука и пратениците од сите политички партии, јасни беа пораките на членовите на тие фамилии. И очигледно Кочани треба еднаш за секогаш да се реши и барам обвинителство и судство да ги реши тие чекори што побрзо, да не завршуваат само на празни фрази, дека Кочани е еден пример што државата ќе знае дали ќе одиме напред според правосудството и што гледаме дека сакаат да стават под контрола и правосудство политичка партија што владее со државата. Зошто го велам ова е јасно и гласно. Секој ден ние имаме дефокус на секоја иницијатива што доаѓа од СДСМ и затоа би останал тука и треба да се поддржат тие да речеш протести, маршови и треба да бидеме. Ке ви дозволам, знам дека сакате да реплицирате. И ова е мене моја јасна порака дека тие фамилии заслужуваат повеќе внимание и повеќе почит пред се од граѓаните и од наши политички партии и да не се политизира воопшто. А тврдам со целосна одговорност дека СДСМ воопшто немал план и нема план за да ја политизира ситуацијата со Кочани. Тоа сме го збориле на наши органи, сме го збореле и го збориме ден денес и стоиме позади тоа. Попов? Да, спомена мојот соговорник Агрон за узурпација на судството и обвинителството. Ќе кажам, прво, Агрон мора да знаеш и да си свесен за довербата која што имаат граѓаните во правосудните органи. Второ, треба да си свесен исто така дека Кочани не е прва трагедија. Дека имавме и претходни трагедии и дека имаме фамилии, блиски, роднини кои што чекаат правда и за тие трагедии кои што се случија. Тука ќе ја споменам модуларната болница. Ти си од 6-та изборна единица и мислам дека треба да ме поддржиш во идејата дека потребна е правда и за модуларната болница, која што се случи кога министер за здравство беше токму твојот председател на извршен одбор во рамки на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Венко Филипче. Понатаму треба да знаеме дека граѓаните чекаат правда и дека граѓаните
правда им е потребна повеќе од било што за да си ја вратат довербата во институциите. Тоа со судско-обвинителски систем со доверба од 2% не може да се случи. Тоа со стотици кривични пријави поднесени од институции како Министерство за внатрешни работи, финансова полиција и така натаму, а никаква реакција од обвинителството 1,5 година, исто така мислам дека не е нормална работа во една држава. И на крајот на денот, кога сите знаеме колкава беше довербата во јавниот обвинител, кој што го назначи владиното мнозинство, кое што беше ваше во тој период, задачата не ја исполни, да се согласите со нас кога побаравме и негова смена, и на крајот на денот да се согласите и со самиот јавен обвинител, кој не дојде да ја брани својата смена во рамки на парламентот, со што според мене призна дека наводите кои што ние ги наведуваме во иницијативата за негова смена се практично вистинити. Така да мислам дека треба да ме поддржиш како млад човек кој што доаѓа од 6-та изборна единица, заедно да ја бараме правдата и за модуларната, и за Бесатранс, и за Дурмотурс, и за сите други трагедии кои што ни се случувале како држава, бидејќи доколку не ставиме крај на сите трагедии кои што се случили, доколку не дојдеме до правда во сите трагедии, повторно ќе имаме она што се вика селективна правда во државата, едни ќе одговараат, други нема да одговараат, и повторно ќе бидеме во ситуација каде што довербата во институциите ќе биде нарушена, и особено младите луѓе, кои што се повеќе и се полесно можат да видат што се случува во некои позападни и поразвиени земји од нашата, кој ќе оспореда тоа со Македонија, доколку дозволиме да стигнеме до таа работа, како млади политичари, ќе треба да си признаеме пораз. Добре, контрареплика? Контрареплика јасно и гласно. Ако јавниот обвинител не дошол во собрание, ниту работа на СДСМ, ниту работа на било која политичка партија. Прашањето е што ќе прави новата обвинителка или и дали има тука ВМРО поддржано новата обвинителка ќе прави она што бекграундот на новата обвинителка сите ја знаеме и треба да знаете дека таа обвинителка сега треба да ви ја реши сите процеси што сте ги почнале. И мене само секунда. Не ме интересира кој е јавен обвинител. Ние секој ден, другарче, секој ден ние слушаме само дефокус. Ние нешто најавуваме со акт, значи со сите наши пресконференции, со сите наши аргументи, со сите криминални тендери, што може да ги спомнеме, значи за ИПАРТ програмата денес не го демантирате Европска Унија дека над стотици милиони се блокирани, а станува дефокус на народот само со пресконференции и со наши коментари, што за мене лично тоа ми прават уште погорти по тоа, и затоа дефокусот што го направи ВМРО да помане. Тоа не е прифатливно од мојата страна лично, и како политичка партија можам да речам слободно дека кога ние гледаме дека нема резултати на било која сфера, искача пресконференција, да не ги спомнам имињата на потпаролите, и само Заев Венко гради Заев. 5 години човекот. Само 5 години човекот на политичка пензија. Може да ти одговорам? Само секунда. 5 години човекот на политичка пензија. Да го спомнете секој ден на пресконференција, тоа е дефокус на народ. Вие зборите луѓе од друга држава, Агрон. Вие зборите политичка ситуација што се случува во земја која што не е Македонија. Немој да зборуваш за дефокус кога цели пресконференции и цели соопштенија нон-стоп севезден ви се исполнети со сценарија во други држави, со председатели на други држави, со премиери кои биле премиери пред 10 години, со лица кои што не се во државата, кои што избегаа во ваше време. Немој да зборуваш за дефокус кога соопштенијата повеќе ви личат како некој да пишува комичен стрип, отколку како да пишува партиско соопштение. А кога сме кај јавното обвинителство,
Само ќе ти кажам дека јавната обвинителка Дали очекуваш дека таа ќе изврши работа? која и да е, прво треба да почекаме, која и да е, треба си ја работи работата согласно закон и опис и попис на работно место. А ако не го прави тоа, јас и ти да бидеме први кои што ќе повикаме на одговорност. Како прво веде обвинител, јавен обвинител на Македонија не е избран и нема да се избере наредни месеци и пол-два, колку што сум запознаен, колку што траат процедурите. Друга работа, не можеш да ми зборуваш за дефокус, кога и за идеи, и за иницијативи во рамки на СДСМ, кога единствена иницијатива која што имаше вашата партија беше измислена фата моргана тема за мигранти, која што ја прочитавте во таблоид во Британија и за која што добивте демант и од македонската влада, и од британската амбасада, и од претседателката на Републиката, и од политичката партија ВМРО-ДПМН, и од премиерот на Република Македонија Христијан Мицкоски, и вие наредните 15 дена одлучивте се уште да правите тема на тоа, да собирате потписи, да правите онлайн петиција на која што собравте само 2000 потписи. Што планирате со тие потписи? Кај завршија? Знаеш да ми одговориш? Јасно и гласно ќе ти одговорам. И вие треба да го демантирате Демантиравме. Не го демантиравте како Сите можни демантира од јутра до сутра, сите функционери во владата, од најнизок до највисок, Севездан на телевизија демантира во Македонија нема да има мигранти. Еве и ја ти демантирам. Во Македонија мигранти нема да има. Ќе прочитате утре уште едно соопштение дали во Македонија ќе има мигранти или ќе смислите посериозен приод во политиката во Република Македонија. Мислам се со цел да не се доведете повторно во ситуација да бидете петта партија. Агрон, вашата партија беше сериозна партија. Вашата партија има учествувано во создавањето на државава. Вашата партија има водено владата. Несериозно е таа политичка партија да е сведена на ова ниво да праќа партиски соопштенија за теми кои што не постојат, теми кои што се апстрактни. Не престанавте да зборите за Србија. Кому во Македонија му е гајле што се случува во Србија, нивна српска работа. Ние си имаме овде наша македонска работа. Додека не престанете да се бавите со Србија, Вучичи, не знам кои, вакви сценарија, такви сценарија, иницијативи против мигранти кои што не постојат, ќе бидете таму каде што сте, а нас ни е потребна опозиција поквалитетна од ова, не настуку на државата. Боже Попов, вие позагрижени за состојбето СДСМ од самата СДСМ. Ајде да ми да му одговорите. Да му одговорам јасно и гласно дека вие само се занимавате со таа СДСМ, ако мислите дека ние сме пета, шеста, втора, вие 2 години само се занимавате со СДСМ. Ако ние не сме јаки и не сме видливни на терен, зошто се занимавате со СДСМ? Колку сте јаки на избори, Агрон? Прво, чекај сега, дозволи ми. Второ, ние секој ден најавуваме криминални скандали. Ништо не објавувате секој ден. Одговори ми тоа дека ИПАР системот е блокиран. Демантирани ви се сите пресконференција, дали ви се вистинети? Кажи ми за ИПАР програмите дали се блокирани. Поднесувајте кривични пријави, иницијативи како што поднесувате, органите нека се одлучуваат. Луѓето кои што ги нападате во пресконференциите ви демантираа се. Јасно и гласно, од фирми кои што ги спомнувате, до собственици, до не знам кој, сите ви ги демантира. Како петарди ви пукаат бомбите. Слушај нешто, фирмата блиска до вашиот директор добил 161 тендер само за толку месеци над 5 милиони евра. Добил само и да во ваше броиш, време. Само да броиш 160, знаеш колку е друга. Па ќе ти кажам дека тоа ви беше демантирано. Најдете си нова тема, почнете да имате иницијативи кои што на народот можат да му го подобрат секојдневното живење. Не micko.mk, не АКТ, не било какви квази иницијативи кои што треба да звучат интересни на уво, туку суштина. Гласови и поддршка од народ се привлекува со суштина. Вие кога владеевте 7 години, ниту тогаш имавте суштина во вашето владење, туку владеевте низ призма на национални обезличување и правење било какви отстапки од нашиот национален интерес, а нула проекти за младите и за граѓаните. Ако сакаш, јас ќе ти елаборирам што све ние направивме за младите за изминатава 1 година, а потоа да елаборираме што правевте вие за 7 години. Ај вака, да му одговорите и после јас прашувам. Не, повели. Не, да му одговорите. Имате право реплика, контрареплика. Слушај, другаче.
СДСМ 7 години колку направил за оваа држава, не може никоја влада на ВМРО ДПМН да прави. Тоа на избори ви кажа. 7 години ние владеевме. Ама мора успесите да се ево да ги спомнеме, право пропорционално со изборните резултати. Да ги спомнеме резултатите за млади. Вие се пофалите со наши покачување на стипендии. Вие се пофалите со нашиот студентскиот оброк. Јас во собрание поднесував закон за студентски оброк. Јас сум бил председател на студенти кога вашите пратеници не седаа во собрание и ние донесовме преку ноќ закон за студентските домови кога се реновираат? Тогаш или сега? Ние обезбедивме пари, гранти, готови за сите студентски домови. Срамота е. Кога се реновира? За студентскиот оброк. Добро, се обезбедивте, ние ништо не направивме, затоа е резултатот ваков, затоа граѓаните мислат кој што мислат, еве, вие направивте се. Ние направивме се за ова држава и да знаете дека да не се занимавате со СДСМ, дека СДСМ спрема нова влада, што круна на тоа како ги третирате студентите. Каква влада, извини малце Попов? Влада во сенка? Влада во сенка најавуваме и СДСМ бара да не се занимаваат политички опоненти со нас, дека ние спремаме добри кадри, добри луѓе, квалитетни луѓе, некорумпирани луѓе и тоа јавноста. Влада во сенка од актуелните членови на извршниот одбор? Си го видел извршниот комитет со своите колеги? Да ми одговори, имам и за вас прашање за вашето раководство, што треба дополнително се бира. Ние, нашето раководство уште не е комплетирано. Владата во сенка од каде ќе биде? Дали од само од раководството или планирате луѓе од СДСМ има и општински советодавниот совет. Има и општински организации, има куп органи, нема само извршниот одбор и после комплетирањето на целото раководството на партијата после нашиот конгрес што следува на 24 јануари, ние кај најавуваме тоа што реков преска. Затоа бараме влада во сенка. Добро. Еве влада во сенка, јас прв пат го слушам ова официјално, барам имаше неофицијални информации. Како ќе реагира вашата партија на оваа најава, влада во сенка? Не знам како да го прокоментирам. Јас искрено прв пат го слушам. Треба некој да видиш во влад, треба некој да ги брани тие. Ако браво. Само да ти да одговораме, праша новинарката. За влада во сенка убаво е што одлучиле да се занимаваат со нешто поконкретно, односно да следат работа на институции, а не да зборуваат за апстрактни теми, како што зборува до сега. За некорумпирани кадри, со тој председател на партија кој што го имате и со тој извршен одбор кој што го избравте, многу тешко ќе го убедите народот во тоа што го зборувате. Најпрвин треба да се изберете раководство кое што не било дел од коруптивни скандали изминатите 7 години кога вие бевте на власт, па потоа да се обидете воопшто да ја барате довербата од граѓаните и ќе те потсетам, во пратенички клупи во парламент седната е ваша пола влада од минатиот состав, владата која што ве доведе да имате 120.000 гласови. Во таа влада министер беше и актуелниот председател на СДСМ Венко Филипче, и доколку толку добро се прославиле во раководењето на институциите во рамки на тие 7 години, вие ќе имавте повеќе од 120.000 гласа и ќе бевте некое место погоре од петта партија во Република Македонија. Пак критичен сте и за вашите министри, актуелни што се? Бидејќи толку се колку што е СДСМ послаб, така тоа треба на ВМРО да му одговара, бидејќи, нели, како велите вие, резултатот е таков каков што е. Дали вака сте критични за вашите министри, како што сте за функционерите на СДСМ? Јас, наша работа како политички опоненти е да се напаѓаме меѓу себе. А јас си имам размислување за моите министри, премиерот најави реконструкција на владата, сега би било малку неблагодарно јас да споменувам кој предпоставувам дека би бил можеби дел од реконструкцијата на владата. Вие според вас би требало, некој предпоставувате, според вас? А кој не, тоа ќе почекаме премиерот да издаде со реконструкција на владата, а најдобро дали министрите работат добро или лошо го зборуваат граѓаните на секои избори. Се видовме на локални избори, видовме што кажаа граѓаните. Тука секако дека за изборот на било кој градоначалник предложен од ВМРО ДПМН стои и самиот партиски рейтинг, рейтингот на владата, сеопштата атмосфера во државата, дали се граѓаните
позитивно изненадени или негативно изненадени од моменталната владеачка структура и резултатот покажа... Еве вие лично од кој министер не сте задоволни? Не Не мора би имиња, навлегувал во ресо. тоа. Не би Каде навлегувал. мислите дека може треба да има подобрување? Ајде, така да се преформулира. Секаде може да има подобрување, никогаш каде не е е неопходно? никогаш не е би рекол доволно, Јас видам онаа бидејќи припирка помеѓу вас и коалицијскиот партнер ваш, знам, ние однос на Антонио Милошевски. ние Македонија од како млад човек За Филков. еве ќе кажам дека институциите беа начекани во девастирана Ама немојте. ситуација и дека во државата атмосферата или очекувањата од граѓаните баш поради тоа 7-годишно владење беа огромни, па така беа и моите. И затоа одговарам дека секаде може еве повеќе. Но мислам дека владата е на добар пат и дека сите министри максимално се трудат да го реализираат тоа, што го потврдува и расположението на граѓаните. На маса кажувате пред вашето раководство дека тој министер не направил доволно според вас Нормално, и... партијата има тела, органи, таму се Не, дискутира. организацијата, например, УМС, што предводите, например. Нормално, ние имаме состаноци, кои се Дали комуницираме го во кажувате партијата. вие, со име и со презиме, тој што треба, например, да биде сменет според вас? Секакви дебати се водат на треба партија. Конкретно вас ве прашувам. Да. Дали вие истото го практикувате за вашето мислење, за вашето раководство, вашата пратеничка група? СДСМ секогаш било отворено на овие теми и секогаш било кога ние сакаме да критикуваме и јавно, јасно и гласно. Ние не и кога сме смениле било кој функционер на наше владење, сме го правеле тоа пред јавноста и сме го смениле во Ева, вие сте врз втор основа состав во извршниот одбор. Дали сте задоволни од новиот извршен одбор на СДСМ? Вие лично како агран да ми изборувам. Не изборувам. Секако сум задоволен дека Не мислите ли дека требало во некои ресори, например, Па, во некои слушај. општински поголеми градови да има член на извршниот одбор, например? Слушај, Немате Куманово, немате Прилеп, немате Охрид. во последниот централен одбор не, имаше извршни, да прашам. во последниот централен одбор имавме јасни дебати, имавме А на седницата после? на седницата и уште не е комплетирано извршниот одбор, има места за дополнување, тоа ќе биде После конгрес. после конгресот на една седница на централниот одбор и мислам дека председателот ќе смета поддршка и на такви поголеми општински Оставете го организации. вие са вашиот председател. Јас Агрон Демири го прашувам. Дали сметате дека општинската во Охрид треба да има представник во извршен одбор? Мислам Например, дека има општинска организација ОРИТ има. За Куманово и Прилеп, како што ги спомна и јавно и медиумите, ја мислам дека ќе има место и за такви општински организации. И пошто реакциите се дека многу вие условно скопски извршниот одбор. така беа, Реакциите на вашите така сопартници. беа реакциите и така беа коментарите. Ево еден пример дека јас не сум од Скопје, сум од Желино и така ќе има и други колеги на извршниот одбор дека според статутот има 5 до 7 за да ги дополни председателот после конгресот и се надевам дека ќе имам колеги и од такви региони дека заслужуваат такви големи региони да имаат и представници Да не на зборуваме за Крива Паланка, една од малкото општини што победи на овие избори. морален победник е Крива Паланка и мислам И дека вчера председателот на општинската Да. ви поднесе оставка. па сега тоа е личен став негов и мислам дека вчера беше пратеникот од Крива Паланка на ТВ дебата и го послушав и јасно ми беа коментарите на него. Според мене Крива Паланка е морален победник, според толку притисоци и толку проблеми низ терен што ги имавме на локални избори, јасни беа намерите зошто наши кандидати беа нападнати без аргументи и на некои општини како Крушево, Пробиштип, разликата беше ептен мала и тука имаме наши замерки според резултатот и според Демири прв пат во историјата на државата СДСМ не влезе во втор круг во Скопје. Во Скопје. Па добро, тоа граѓаните така одлучиле, ние научивме од грешки. Први ние што сме на извршен одбор заедно со раководство, искачавме пред народот и кажавме дека ги примивме наши грешки и ние ќе бараме довербата пак од народот, дека тоа само од народот може да го земаме и сега имаат простор
ВМРО ДПМН имат и локална власт, има и централна власт, како што сме имале ние на 2017, да ги видиме работите на терен, ние сме тука за да ги критикуваме и да бараме поддршка од народот. ЕРТ имат целосна и локална власт и централна власт, ако сметат дека сме се добри, да видиме граѓаните што ќе кажат на наредниот период. Попов, кога новото раководство на ВМРО ДПМН, новиот извршен комитет Конгрес заврши, немате ново раководство, немате подпредседатели нови, нема нов генерален секретар? Се уште предпоставувам дека се составува предлог извршниот комитет од страна дел, на... сега сте по функција, дали ќе бидете дел? Не знам, не можам да знам тоа рано да се каже, и да бидам и да не бидам, јас ќе си останам во ВМРО ДПМН, таму сум повеќе од 13 години, таму пораснав во таа партија, од своите средношколски денови, така да кој да биде раководството на ВМРО ДПМН, ние продолжуваме да работиме во интерес на граѓаните. Ејта млад човек и делот по функција реков на ИК, председател на УМС повеќе, мислам дека и од околу 5 години. Околу 5 години, да. Кој е вашиот став ВМРО ДПМН во наредниот период да нема подпредседатели? Мислите ли дека тоа е доволно тоа е демократско? Видете, демократијата во една партија не ја прави тоа дали има таа двајца, тројца, петмина или ниеден подпредседател. Тоа го прави начинот на одлучување во рамки на органите и телата на партијата. И кога има подпредседатели, тие подпредседатели немаат право на вето на одлука, така да имаат изглас како секој друг член на извршен комитет. Ние кога гласаме на седниците на извршниот комитет, немаме дека, не знам, гласот на секретарот вреди 5, мојот 1. Секој глас вреди исто, така да не мислам дека воопшто тоа. На граѓаните, како мислите дека не знам ни дали ќе има или ќе нема подпредседатели на крајот на денот. Добро, што мислите за опцијата, бидејќи премиерот Мицковски ја најави дека е отворена таа опција. Не мислам дека е било што страшно дали партијата ќе има подпредседатели или ќе нема подпредседатели, иако искрено пак ја повторам, не знам дали ќе има или ќе нема, немам представа кој е идниот состав на извршниот комитет, тоа ќе го дознаеме на следната седница на Централниот комитет на партијата. Кога ќе биде? Кога ќе се закаже. Не, дали има најава? Нема најава, така да тоа е моето мислење за и да го завршам овој блок, утре имат седница на извршниот одбор на СДСМ, што да очекуваме? Оваа влада во сенка ќе поминете или ќе чекате конгресот? Не, мора да помине тоа и во конгресот. Ние имаме најава дека утре имаме седница на извршниот одбор и мислам дека ќе ги дискутираме работите што следуваат на конгрес и слободно председателот може да предлага на некоја било која точка што ќе бидете информирани и вие како. Значи уште немате дневен ред, не знаете ни вие што ќе се борите утре. Чекаме детали од председателот. Тука правиме пауза за реклами. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа. Мои вечерашни гости Агрон Демири СДСМ, Сергеј Попов ВМРО ДПМН. Ајде малку сега пак да се вратиме во нормала во однос на конкретни ставови за конкретни ситуации. Двајцата кажавте на почетокот дека го поддржувате Кучани и сето тоа, прарањето на родителите и така натаму. Попов, со вас ке стартувам бидејќи вие сте пратеник. Денеска председателот на Собранието Гачи кажа дека повеќе речиси еден месец чека од партиите, од сите партии, вклучително и од вашата, кандидати за таа анкетна комисија надградена и проширена, освен за Кучани, за Модуларна, за Беса Транс и за Ласкарци. Зошто вака како пратеник, како дел од раководството, вака малку срамни вие на двајцата дека уште не сте дале представник во таа анкетна комисија? Не, видете, прво треба да знаеме дека во повеќе наврати ние како ВМРО ДПМН кажавме дека расправа за Кочани може да има кога би завршил некаков судски процес и кога ќе бидат соопштени за анкетна комисија. Да, точно. И сега треба да се формира таа комисија. Да завршам. Никој нема да ја бойкотира, ние сме ја предложиле, таман работа. А зошто нема представник? Затоа што рековме дека додека не заврши цела истрага, додека не заврши судски процес, со кои факти ние ќе разговараме за Кочани на таа анкетна комисија. Или ќе го политизираме процесот, ќе се караме пред целата македонска јавност за факти кои што не ни се
пред нас, кои што не можеме ниту да ги имаме, бидејќи доколку ги имаме, ќе го нарушиме судскиот процес. Сакате да кажете дека таа анкетна комисија што се изгласа во собранието на ваш предлог, нели за останатите 3 трагедии. Точно, да, и ние сакаме да нема да почне да работи во собранието додека не заврши судскиот процес. Со правосилна процедура. Додека не се изнесат сите факти од страна на обвинителство и доколку не бидат достапни за јавноста, како можеме, со која одговорност јас можам да зборувам кога не ги знам фактите од истрагата? Знаете ли колку се обвинети? Знаете ли колку може да трае тој судски процес ако го чекате до Ама подобро е сега да се обвинети или подобро е како за модуларната да немаме обвинети? Не, точно ве прашувам конкретно. Ако чекате да заврши цел судски процес со правосилни пресуди, на 35 обвинети плюс 3 фирми, знаете колку долго ќе трае тоа? На изгласана анкетна комисија во собранието, па може да биде овој состав на собранието. Во исто време зборувам дека е неодговорно да зборувам за несреќа во која што има толкава штета претрпено, толкав голем број на фамилии, доколку ги немам фактите. За онкологија каква беше анкета? Јас не можам да и нема да бидам политичар кој што во исто време е јавен обвинител, кој што во исто време е и судија, кој што во исто време е и човек кој што разбира хируршки зафати, па ќе објаснува што се случило на некоја клиника и зошто со некој пациент нешто се случило, таков политичар од мене нема да видите. Значи, ова е ваш став или став на пратеничката група на ВМРО ДПМН, дека нема да профункционира анкетната комисија во собрание дека не заврши судскиот процес за куча? Анкетната комисија ќе започне кога ќе бидат соопштени сите релевантни факти. Добро, кажете ми што значи соопштени? Еве ви кажав. Кога ќе бидат познати сите факти во јавноста, тогаш ќе започне и беса транси, ласкарци, точно, модуларна. И за нив треба, точно таа е на наш предлог. Таа анкетна комисија и тие се упатени. Таа анкетна комисија е на наш предлог и таа анкетна комисија сигурно нема да биде од нас бойкотирана, ви уверувам во тоа. Значи ќе чекаме да заврши процесот па да предложите кандидати. Ќе добиете став кога ќе бидат предложени кандидати. Вие зошто, добро. Вие толку се тепавте за анкетна комисија, дури ваши имавте. Откако поминаа 9 месеци, на почетокот и вие викавте истрагата да заврши така натаму. За онкологија ни на едните ни на другите не ви значеше истрагата. А кога вака страм лично вас не вие зошто немате уште предложено кандидат за анкетна? Па ако ВМРО ДПМН предложил за да се изгласа тоа, ние чекаме од нив да се изјаснат околу анкетна комисија. Ама се изгласа во собрание. Треба председателот на собранието чека членови да се предложат. Зошто вашата партија не предлага тоа? Ако нека предлагат тие што Ама што се врзувате сега со ВМРО? Ама нека предлагат тие што предлагале да се изгласа таа анкетна комисија. Еве на пример Левица не тактизира, си предложила членови, така вели гаш, само Левица предложила членови. Зашто калкулирате и вие, тоа ми е прашањето. Зошто калкулирате? Тие може имаат. Тоа е предложено од ВМРО ДПМН. Ама изгласано, вие гласавте. Секако гласавме. 80 гласови имаше, мислам дека, не сум сигурна. 80 и скоро сите пратеници што беа присутни. Добро, и сега што е спорното да кажете, не знам, 20 пратеници ќе бидат тие и тие членови на таа комисија. Зошто? Пратеничка група ќе има став што ВМРО ДПМН како предлагаш на таа анкетна комисија и ние тогаш ќе имаме став на наши представници. Не пратеничка група, валјда партијата треба некој став. Па ние секако соработуваме со пратеничка група. И кој е ставот? Да ги чекате ВМРО ДПМН да предложат? Нели ВМРО ДПМН предлагал анкетна комисија. Океј, ете вие сте гласале. Ете и Левица не ја предложила па анкетната па си дала членови на пример. Тоа ќе барате одговор од тие што го предлагале анкетна комисија. Значи тие ќе чекаат да заврши судскиот процес, а вие ќе чекате тие да предложат. Значи во превод никогаш нема да профункционира. Ние нема да го политизираме случајот воопшто. Ама го политизирате едните и другите со сето ова. Ако мислиш дека така е, јас не би рекол така. Не, јас не мислам, јас само факти нотирам. Ако една најобична работа како членови на комисија не се предложени, мислам, како никој да очекува таа комисија да стигне до заклучок. Ние Кочани бевме јасни и гласни од почеток. И мислам дека тука треба да имаме малку почит и кон нашата партија, дека за случајот Кочани барем сме биле трпетливи и не сме навлагале. Уште сте трпеливи, дури на изгласана анкетна комисија членови не предлагате. Потрпеливи, здрави. Попов, околу уште едно прашање околу ова, Апасиев, вие сте пратеник, затоа прво вас ви се обрекам, Апасиев вчера ги објави заклучоците
на анкетната комисија за човекови права, постојаната анкетна комисија за човекови права, на кој што, како што кажа, беа сите пратеници, беше државниот врв, беше претседателката, премиерот, претседателот на собранието и така натаму, сите пратеници, имате став? Како, дали ќе ги поддржите заклучоците? Видете, околу заклучоците на Апасиев, кој што ги објавил, мислам дека се уште не е формиран став од страна на претеничката група на ВМРО ДПМН, така да не би можел веднаш конкретен одговор да ви дадам. Во однос на анкетната комисија која што се одржа тогаш, бевме сите и јас бев присутен, така да горе-доле сите сме запознаени што се случуваше на таа анкетна комисија, пораките кои што ги кажа родителите, владата ги слуша. Представник од нашата политичка партија имаше и говор на таа анкетна комисија и таа анкетна комисија заврши како што заврши. Не, добро, знаеме сите како заврши. Прашам за заклучоците, вие ќе ги поддржите заклучоците на Апасиев? И ние немаме став околу тоа, само ја можам да кажам дека наши пратеници до крај на анкетна комисија седеа тука и ги послуша сите родители, членови на тие фамилии што губиле луѓе што најблиски се на нив и нашите пратеници биле тука и околу ставот ќе се обратите и во партија и во пратеничка група. Затоа. Се надевам дека ќе го чуеме, бидејќи ако може на 30 декември да има седница во собранието, можат пратениците од сите пратенички групи тука велам да се изјаснат за тоа што се случува и што е можеби најбитно во моментот во државата. Ајде да се вратиме на политичкиот дел. Од она што беше и мојата најава, Македонија завршува политичката 2025, а денеска имаше еден жесток дел, би кажала, на пратеничките прашања помеѓу премиерот Христијан Мицковски, претседателот на СДСМ Венко Филипче. Демире, со што го потврдувате фактот дека Мицковски ја донел државата на колена, ако пред само, кога беа изборите? Пред нецел месец, ВМРО ДПМН вие го доживеавте од ВМРО ДПМН најголемиот историски пораз? Не можам да кажам јас ние дека доживеавме најголемиот пораз. 26.000 гласа никогаш СДСМ не била тука. Јас мислам дека локални избори со парламентарни избори не се исти, дека се работи за личности, а дека претседателот Филипче и во парламентот, и во пресконференции, и сегде на ТВ дебати е јасен и гласен околу ставове. Како вие мислите? Зашто вие мислите дека Мицковски ја донел државата на колена? Дека гледаш дека секој ден имаме скандали, мигрант за пари. Ние тоа ден денеска немаме реакцијата од премиерот и се пофали дека нема да донесе ни еден мигрант и ако ќе го донесе некој ќе го остави скроз политиката. Ајде да видиме тоа, дали ќе прави иста ситуација како Вучич, да оди на предвремени избори, да победи, па после да ги имплементира плановите и околу криминални тендери ние имаме ситуација со ИПАР системот што директорот на предложен и изгласен и именуван од премиерот Мицковски и е внатре, уапсен и тие пари не се пари на Агрон, не се пари на Мицковски, па пари се на Европска Унија и јасно и гласно тука тврдам дека само што слушаме криминални тендери, само што слушаме најави на закани на било какви иницијативи од финансова полиција, од било какви кривични пријави за наши поранешни функционери, тие се очигледно дефокус на јавноста на тоа ние што најавуваме и најавиме секој дневно врз скандалите на владата. И вие лично мислите исто што мисли СДСМ? Па секако дека тоа мислам дека го дискутирам во однос на аргументи. Резолуцијата за мигранти кога ќе ја поднесете некако мистериозно исчезна? Вашата? Ние во собрание мислам кога ќе биде поднесена. Бидејќи таа другата за црвените линии исто така мистериозно исчезна. Прво да го дискутирам и резолуцијата што го најави ВМРО ДПМН. Него ќе го прашам за таа резолуција, вас ве прашувам за вашата. Претседателот со кога ќе ја поднесете? Подпишана е, пратениците ја подпишаа, не е доставена во собрание. Уште не е доставена, чекаат уште некои детали врз основа на таа резолуцијата и за да
ја доставиме. Но јасно и гласно морам ја да го коментирам дека и резолуцијата на ВМРО ДПМН е удар врз демократијата, тоа јасно и гласно стои на тоа гушење на слободата на говорот, дека со таа анти статутарна резолуција, антиуставна, што го донеле преку ден, преку ноќ, можеш да кажеш, ние за тоа трпеливни го дискутираме во рамки на партијата и со наши правници и со наши другари. Поднесоте представка ништо? И врз основа на тоа на аргументи, ние секако кога ќе го доставиме, ќе го соопштиме и за јавноста. Кој е талог во општеството и зошто, кои се аргументите според вас дека, како велите, поради безидејноста, Венко Филипче измислува скандали? Епа, токму да, поради безидејноста, бидејќи Кои се аргументите? Да си измислиме тема како мигрантите, премиер да демантира, британска амбасада да демантира, председател на држава да демантира, понатаму договорот ние го ратификувавме во собрание. Ако имаше мигранти и тоа ќе беше дел веројатно. Добро, комплетниот стратешки договор не го објавивте, официјалното веројатно во тоа што го чита. Официјалните аргументи се дека одредени делови се класифицирани како државна тајна. Добро, во секој случај. И не е објавен, ние не го видовме конкретниот договор, во секој случај немаме изјава на официјален британски представник дека ваква работа се подготвува. Имаме изјава од британска амбасада дека нема да се населуваат мигранти во Македонија, имаме изјава на премиер, имаме изјава на председател на држава и имаме изјава на X број представници на владата кои што се поврзани можеби со овие прашања како министер за надворешни, министер за внатрешни работи. И кога 15 ден поред при демант, видете, пресод е владата да одговори дали се подготвуваат да се населат кампови за мигранти. Владата одговара не. И вие утредента, владата не дава одговор дали ќе се населуваат мигранти, вие велите не. И утредента повторно истиот прес се чита, јас тоа освен безидејност и поради тоа одење со глава низ зид со една тема која што ете јас мислил и мисла дека е интересна, не можам поинаку тоа да го Кој е талог во општеството, тоа што вели премиерот денеска не одговори во собранието? Конкретно мислам. Па претпоставувам дека мисли на, ете, ќе пробам со пример да го објаснам, на оние пример луѓе и би рекол активисти, можеби така визибилни личности на Facebook имаат можеби некој фоловер плюс, се набавиле пример 10 амбулантни возила и тој на тоа реагира со подсмев, му лепи етикета дека позади тоа има некаков криминал, иако нема појма каков криминал е тоа, и едноставно тој некаков државен успех по дефолт го прља со нешто црно околу него и создава атмосфера во државата на некои луѓе да им дојде преку глава. Предпоставувам, повторно викам, треба го прашате премиерот. Јас предпоставувам, јас така го толкувам. Коментарите на Facebook, мислам. Јас така го толкувам тоа, не се тоа само коментари на Facebook, тоа се и јавни настапи, тоа се X број на работи, немојте да Па вие така рековте, го прља никој на социјалните мрежи. Затоа ви реков дека пример, само еден ќе дадам, за кој тип на човек според мене станува збор. Ја поддржувате резолуцијата на ВМРО ДПМН во кој што нели се повикува дека вистинската вистина е само таа на владата, го вулгаризирам тоа, и дека тие што треба кривично да одговараат или така натаму луѓето кои што повикуваат, како велите, паника во општеството. Видете, можевме во собранието да гласаме две резолуции. Премиерот рече во една изјава дека ќе ја поддржиме и нивната. Нека ја поднесат и нивната и нашата, двете да ја гласаме. Резолуција од нив нема и гледам дека и ја подзаборавија малце тема на мигранти, сега се насочени кон АКТ, некои други платформи, нешто што смислуваат за да ги има во медиумите. Така да мислам дека резолуцијата си беше апсолутно на место, бидејќи, да не го повторувам она што го кажав, владата да одговори ќе има ли мигранти, нема да има. Владата да одговори не дава одговор, нема да има. Владата пак да одговори, нема да има. Ама вие не можете дебата и токму затоа ние одлучивме на таа вештачки создадена тема во
јавноста со која што се плашеа граѓаните дека во Македонија масовно ќе се носат мигранти и ќе се населуваат не знам каде, прво беа кампови, после беа станови, после беа не знам што, крај на таа тема мораше да се стави. Ма тоа е цензура, господина Попов. Не е цензура тоа? Како е тоа цензура? Не е цензура. Не тоа? само за опозицијата, Ива, например, ние правиме дебати, сите медиуми правеа дебати. Резолуциите се документи Бидејќи британски со кои што табуит. резолуцијата не е правно обврзувачки документ. Така да со резолуција не може никој да се цензурира. Една резолуција ги означува намерите на државата во одредена област. И со нашата резолуција ние ги изразивме намерите на македонскиот парламент, односно мнозинството во македонскиот парламент, дека не планираме во Македонија да населуваме мигранти. И тоа моравме да го направиме така, бидејќи со претходниот, во наводници, понормален, помек начин да тоа се направи, сада само одбиваше да го прифати. И нас, и британската амбасада одбива да го прифатат како релевантен извор на информација дека во Македонија нема да има мигранти и продолжува со истите репетитивни пресконференции дека во Македонија ќе населуваме мигранти. Има во оваа држава. Точно, има. И според устав загарантиран. Точно, но слободата на говор не може да се користи во ширење на хистерија и страф меѓу граѓаните. Резолуцијата јасно и во крајна линија повторно ќе кажам, резолуцијата никому не му забранува да има дебата на истата тема. Еве вечерва вие повторно ме прашувате. Ниту сте цензурирани, ни јас сум цензуриран, ниту колегата Агро не цензуриран. Ама македонскиот парламент сега има документ со кој што вели дека мигранти нема да има. И тоа е како потпора на сите претходни 1001 демант, кој што ги даде документ за гушење на слободата на говор. Државата. Второ, можам да реплицирам. Кај има документ таков? На резолуцијата јасно и гласно вели дека слобода на говор се забранува во резолуцијата. Па читај го ако си го изгласал, читај го добро резолуцијата читам, ајде покажи ми каде се забранува слобода на говор. Па вие тоа го донесовте слобода на говор дека се забранува. Против опозицијата, јасно и гласно. Вие предлагавте измените на законот за странци. Зошто толку преку ден законите ги смениле? Сите овие се врзани со мигранти. Не се врзани. Ајде, тогаш да видиме како ќе следува периодот и да го демантирате и Британ Таймс и па после они ќе... Вас британска амбасада ве демантира, како в Британ Таймс? Вие го демантирајте го тоа и па после они ќе ви кажат дали сте во право или не. Повеќе демантирање мислам дека немало на ни една тема во Македонија 30 години. Ќе видиме како ќе се движат работи. Таа резолуцијата ваша ќе стигне никогаш до собрание или? Кажав јас, одговорив. Рековте деталите се. Добро, ќе почекаме. А таа другата резолуција за тие црвените линии во каде што ставивте временска рамка до кога треба уставни измени да се донесат до каде? И таа мистериозно исчезна. Не, поради органите ние поднесовме сите оставка и претседателот... Последниот став на вашата партија е дека чекате фидбек од останатите политички партии на кои што ВМРО ДПМН, односно Мицковски ви кажа дека нема да дочекате барем од него. Ке видиме и од другите политички партии, па после А до кога ќе чекате, до недоглед или и да не ви одговори никој ќе поднесе да во собрание? Ке одлучиме околу тоа. Значи не знаеме со двете резолуции што ќе се случи и кога ќе се случи. Добро. Ајде вака, зависи ли животот во државата од партискиот диоптер на Илинденска број 2 и Бихачка? Тука зборуваме околу економијата. Денеска премиерот имаше една дефиниција дека Македонија има меѓу најниските инфлации во Европа. Вие го спорите тоа на дневно ниво. Тие го поддржуваат. Ајде Попов. Јас апсолутно поддржувам и тоа е апсолутна вистина и исто така како што е апсолутна вистина дека пред неколку години имавме инфлација двоцифрена, а сега ја немаме таа инфлација и тоа е за секаков поздрав. Имаше енергетска и економска криза. Во ред. Тоа е за секаков поздрав, тоа што сега имаме ваква инфлација каква што имаме. Кога сме кај економијата, еве од младински аспект ќе споделам една информација. Пример, минатата година ние ја завршуваме оваа година со 7000 лица повеќе вработени во Македонија од најголем дел млади секако од 2024 година.
ако треба да се зборува со бројки, ако нешто е доказ дека работите се движат во позитивен правец, еве ќе започнам со тоа дека 7000 луѓе повеќе работат. Не зборувам за намалување на невработеност, па да бидам спинуван, некој се иселил, па затоа паднало, зборувам колку лица тргнале на работа однова во Македонија во последните 12 месеци. Јас можам да кажам дека се има за економија ова влада, само пари за повисоки плати за работниците нема, за пензионерите нема. Очигледно бевме информирани дека не добиле социјалнаши и социјалната што му следува најранливите категории, затоа нема да има пари повеќе. Очигледно се гледа и на предлог буџетот за 26-та, дека се очекува така наречениот другари од Британија економски работници, затоа треба да најдеме пари за нив. И според договорот што ги објавија британски медиуми, државата има обврска да им обезбеди плати, сместувања, осигурување, мора да им се плаќа без разлика дали имаат или немаат работа. И најавите за покачувањето за да се поскапи и струјата, ова боли на джепот на граѓанинот. Ова се очигледно факт дека владата предводена од ВМРО од 1 јануари 26-та ќе има и ќе платиме ние како народ повеќе струја. И овие се факти, аргументи дека економија нема распад, само има пат. А ова не е добро што има вработување на млади, што вели Попов, дека се случило? Па тоа треба да го видиме, па после да признаваме околу тоа дека ништо не е конкретно. Државниот завод за статистика, инаку таму ми се подотоците за ова што го кажав. Ако ќе го погледаме, ама треба да го демонтирате околу струјата, околу минимална плата. Сите знаеме дека време на раководење на ВМРО колку беше минимална плата, колку ние сме правиле, и јасно и гласно може да гледаш бројка. Завршуваме. И тоа. Ајде. Вака, значи, прво за пензионерите срамота е да зборуваш, никогаш пензиите не им се покачиле повеќе отколку што им се покачија во последнава една и пол година за ВМРО ДПМН. Значи признаваш дека сме им ги покачили. Затоа има дупка. Значи не е точно, значи си зборувал невистина. Понатаму плати на просветните работници. Понатаму плати во полиција. Понатаму плати во X бројни институции низ државата кои што се зголемуваат. Понатаму студентски домови реконструирани. Понатаму живееш во Тетово, сигурно одиш на кај Охрид прилично често. Си видел дека малце поразлично и поубаво од тоа што беше пред тоа. Си тргнал на кај Прилеп Битола да видиш како е. Исто малку поубаво е од тоа што беше пред само 1,5 година. Си прошетал? Сите сум ги прошетал. Сите сме ги поминали. Тоа ти е економија која што парите ги пренасочува за работи кои што ќе останат за веки векови. И драго ми е, Агрон, што и јас и ти ќе ги користиме сите нови спортски сали, сите нови автопати, сите нови капитални проекти кои што ги спроведува оваа влада, а жал ми е што нема да можеме да одиме да се подсетиме на ништо што го изгради и остави за овој народ владата на Социјалдемократскиот сојуз за 7 години. Владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ви кажав и ви потврдив колку сме направиле. Ако почнеме да ги броиме, треба да го продискутираме една друга емисија со Душица, така да оставиме простор да гледаме на тоа што ви е дадено од граѓаните. Јас прифатив дека даденото довербата од граѓаните да ја држите и да не се замарате повеќе со СДСМ. Тоа ви е најдоброто што може да го правите, дека да не оставите да си работиме на терен. Вие вратете се од Белград до Скопје и почнете да праќате соопштенија за македонски и скопски ситуации, а не белградско-српски, и тогаш можеби граѓаниве ќе да разберат за што зборувате. Ево, јас сум ќе ми дозволите, јас сум како албанец, вие до вчера рековте дека Албанија не е пред нас,
па требаше да дојде Елиса Спиропали, да ја прошетате на цела Македонија, да ја барате поддршка од Спиропали, дека само оди напред Албанија и Црна Гора, а Македонија си седи тука. Благодарение на вашите предавнички политики и одење и прифаќање на работи кои што не можете да ги испорачате дома. Нема никој право да преговара за устав на држава пред да обезбеди национален консензус дома. Отидовте како светски трговци, испреговаравте работи кои што дома немавте консензус и никого не прашавте. Вие не го прашавте македонскиот народ дали мисли дека вака треба да се движи евроинтегративниот процес на Македонија со национални отстапки до бескрај. Во 2020 ни дал поддршката околу уставните измени ќе се случат во оној момент кога ќе се создадат услови да се знае дека тоа е последната отстапка. Македонија отстапки направи и докажа дека е спремна на отстапки за евроинтегративниот процес. А тоа што одеа вашите политичари и твоите предпоставени во Брисел и прифаќаа работи за кои што дома консензус не постоеше, е виновен само тој што одеше да преговара и никој друг. Така да за евроинтегративни со емигранти нема да гледаме Европска унија. Со мигранти се замарате, со мигрантите се замарате вие петорица од партија и никој друг во државава. Ке видиме кој се замара. Мигрантите ви се во вашите глави на пихачка и во никој друг во државата. За да спеат, они за да јадат за да пеат. Дека вие ќе ги донесете. Кој да јаде да пее? Па они вие треба да обезбедите за нефт за да јадат. А кој ти го кажа тебе тоа? Па ќе видиш дека британски амбасадор ти кажа? Па ево ти владен представник британски. Британскиот амбасадор има своји задачи, он не се замара со он ти одговори, ама он одговори. А вие го натеравте така ние го натеравме британскиот амбасадор. Британскиот ВМРО ДПМН може да го седне британскиот амбасадор на маса и да му каже ќе дадеш вакво соопштение. Па помоќна партија, мислам, здравје Боже од нас, немој, срамота е. Британскиот тајм вие да го демантирате, па после твојата партија ја напушти темата мигранти, изгледа не ти кажале, уште ја збориш овде, ја заборавивте вие таа тема, затоа немате резолуција во собрание, затоа не ја држите повеќе на пресконференција, така да намали мигранти, стајасте у Белград, остај мигранти. Важи. Очигледно останавте недокажани за следна емисија. Јас ви благодарам за гостувањето во 24 анализа. Благодарам. Благодарам. Почитувани, ви благодарам на вниманието.